Парализа на правосудниот систем ако владата за 10 работни дена не изнајде решение за ниските плати на администрацијата во судовите и обвинителствата. Во спротивно, тие излегуваат на штрајкови и протести. Ова следи откако владата донесе одлука за формирање на работна група за координација помеѓу економските и правосудните ресори, која треба да разговара за состојбата на администрацијата во правосудството. Да ги известиме дека на првата средба ќе бараме дефинирање на рокови. Таа работна група да ја заврши работата во најдолг рок од 10 работни дена. Доколку не се договориме и не ги прифатат нашите услови, штрајкот ќе продолжи во поригорозен начин и нема да се работат никакви работни задачи во обвинителството. Оттаму додаваа дека нема да се пазарат за 5 или 10% покачување и воопшто нема да преговараат. Сепак без нас не се може. Ако ние работиме еден за тројца, да знаат дека повеќе тоа нема да го правиме, поготово не за вакви бедни плати. Одлуката на владата создаде револт кај најголемите синдикати на судската администрација и судската полиција, кои пак не се вклучени во преговорите. Оттаму бараат и тие да земат учество во работната група или, како и нивните колеги од обвинителствата, и тие најавуваат штрајкови и протести. Денеска Штрajkovački одбор одлучи дека протестите ќе продолжат од понеделник со блокирање на улици, бидејќи ние се уште не сме повикани на тие преговори, па им оставаме овие 7 дена да ни се обратат, односно мислам дека од 16 веќе треба да седнеме да преговараме, односно да одлучуваме за нашите проблеми. Значи грото во овие синдикати се вработени во судската служба, сите се вработени во судската служба низ цела Македонија и мислам легитимно е ние да бидеме учесници во тие преговори. Тие бараат 0,8% од државниот буџет, кој според закон треба да се исплаќаат на судската власт. Велат и тие го полнеле буџетот, а нивните пари се користеле за други намени. Во 2022 година судската власт е оштетена. Нејзини средства се земени за коридор 8 и коридор 10. И во 2023 година нејзини средства се земени за исплата на функционерските плати. Ова следи откако пред само неколку дена администрацијата во судството и обвинителството, како и судската полиција излезе на 2 одделни протестни марша. Со барање за повисоки плати и додатоци, го блокираше главниот град, а правосудниот систем направи пауза со работа, поради што се одложија стотици предмети.